Добро утро, Симона, добро утро, Ване, добро утро за гледачите на Македонија наутро. Свежо утро после синоќешните врнежи од дошта. За среќа утрово немаме дошта, но навистина е свежо. Со колегата снимател Јован Божиновски утрово го баравме сонцето, меѓутоа се уште сонце немаме, а за денеска метеоролозите најавуваат дека времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди кон крајот на денот и во текот на ноќта. Ќе има локални врнежи од дожд на планините и на повисоките места во државата, како и во западните делови од државата ќе има врнежи од снег. Ќе дува слаб до умерен северозападен, а наместа во западните делови повремено засилен западен ветер. Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди, кон крајот на денот ќе има повремен дожд, ќе дува слаб до умерен променлив ветер, а за тоа каква прогноза не очекува во текот на денешниот ден, но и во наредните денови, во вториот блок од емисијата, нешто после 8 часот и 30 минути, ќе се јавиме од Управата за хидрометеоролошки работи. Инаку утрово екипата на Македонија наутро се наоѓа на булеварот Свети Климент Охридски и како што може да се забележи од терен веќе имаме раздвижување во овој дел од градот. За среќа немаме некои поголеми гужви во моментов, меѓутоа оваа слика ќе се промени нешто после 7 часот и 30 минути, кога најголем дел од граѓаните се упатуваат на нивните работни места, родителите ги носат своите деца во училиштата и во градинките. Се разбира дека се вози побавно со воведување на системот Безбеден град, веќе 16-ти ден денеска поред, веќе имаме регулација на сообраќајот низ скопските улици и булевари. Во однос на останатите содржини што ги подготвивме за ова прво линковско вклучување утринава, Општина Чаир започна со поставување на подземни контейнери за отпад, проект кој има за цел да воведе повисоки стандарди за урбана хигиена и уредување на јавниот простор. Како што информираше градоначалникот Изет Меджити, вчера во населбата Фуше Топана беше промовирана 6-та локација со подземни контейнери, поставени во соработка со директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Драги Митковски. До сега се поставени контейнери на 5 локации, при што секоја содржи по 3 подземни садови за отпад. Со новата поставка во општината моментално функционираат 15 подземни контейнери, а од општината најавуваат дека до крајот на годината системот ќе биде проширен на вкупно 15 локации со повеќе од 50 подземни контейнери во употреба. Скопје наскоро ќе добие нов модерен булевар Македонско-Косовска бригада во општина Чаир. Станува збор за делница долга 1,4 километри од раскрсницата со Џон Кенеди до булеварот Босна и Херцеговина, која ќе представува значајна сообраќајна артерија и ќе ја подобри поврзаноста во овој дел од градот. Проектот предвидува 4 коловозни ленти, по 2 во секоја насока, средишно зеленило, велосипедски патеки од двете страни, како и нови тротоари широки по 2 метри. Ќе се уредат и автобуските стојалишта, а предвидено е и дополнително заштитно зеленило. Од град Скопје најавуваат дека реализацијата ќе започне напролет со подобрување на временските услови со цел зголемена безбедност, подобра мобилност и помодерна урбана инфраструктура за скопјани. И уште една информација од општина Газибава. Градоначалникот на општина Газибава, Бобан Стевковски, информира дека инспектори на општината изрекле опомени за повеќе моторни возила кои биле непрописно паркирани на зелена и јавна површина долж улицата Коце Металец во населбата Железара во општина Газибава. Акцијата е спроведена согласно законот за урбано зеленило и одлуката за комунален ред на општина Газибава со цел заштита на јавните зелени површини од узурпација и оштетување.
Од општината апелираат сопствениците на возилата да ги отстранат во предвидениот рок, во спротивно ќе следуваат соодветни прекршочни санкции во согласност со законските прописи. Колеги, тоа се првите информации во ова линковско вклучување со нова тема и најава за еден настан. Ќе се јавиме нешто за 20 на минути од сега.